Добро вечер, започнуваме со темите за денес. Еве што ќе гледате во дневникот на Канал Плюс. Јавното здравство во општините од крајниот исток се во недостиг на специјалисти педијатри. Здравствениот дом во Пехчево веќе година и пол нема педијатар кој ќе го води тимот за превентивна заштита на децата. Државниот пазарен инспекторат минатата недела изврши 780 надзорни контроли во повеќе градови во државата. Штипските фирми каде влезе инспекторатот казнети се со 18.000 евра глоба по различни основи. Невработените лица и заинтересираните компании од утре ќе може да аплицираат за обука кај познат работодавач. Се планира годинава со оваа мерка да бидат опфатени 1000 лица. Представници на голем број општини, надлежни институции, учесници во програмата Општинско корисна работа, денес во координација на националната програма на UNDP се сретнаа во Штип за конкретно да договорат како во иднина оваа програма ќе продолжи да се реализира. Станува збор за активност преку која невработените им помагаат на старите и изнемоштени лица и лица со инвалидитет. Со финансиска поддршка на UNDP и владата на Република Македонија, веќе неколку години наназад голем број општини успешно ја реализираат програмата Општинско корисна работа. Под слоганот од граѓаните за заедницата, од заедницата за граѓаните, оваа програма е дел од оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 година. Минатата година беа вклучени 30 општини, вклучително и општината Штип, а додека вкупниот број на невработени лица кои што најдоа свое вработување или работен ангажман минатата година изнесуваше 142 лица. Во реализацијата на истата покрај UNDP учествуваат и Министерството за труд и Агенцијата за вработување на Република Македонија. Програмата Општинско корисна работа на крајните корисници, лица со инвалидитет или стари изнемоштени лица им нуди помош во секојдневието, а на испорачувачите на услуги, односно потешко вработливите лица, можност за социјална вклученост со цел стекнување одредени вештини на пазарот на трудот. Тоа се случило во општина Делчево, каде 3 самохрани мајки заеднички го искористиле стекнатото искуство и почнале самостојно да работат. Ангажираните лица кои што беа во програмата за општинско корисна работа после завршувањето преку програмите од Агенцијата за вработување, значи ја искористија можноста да отворат своји сервиси за грижа за стари лица, кои што сервиси не беа стрикно наменети само за грижа на стари лица, туку вршеа и други услуги. Според координаторот Дамјановска Мирчевска, лидер во однос на вработување на испорачувачи на услуги е општина Штип. Овој проект се уште предизвикува големо внимание во Штип, бидејќи резултатите од изминатите години се позитивни. Од минатата година имавме 14 пријавени апликанти, од кои половината се вработија. Интересот оваа година ќе видиме, бидејќи денес правиме презентација на оваа мерка. Очекуваме да постои поголем интерес од минатата година. Нивната работна задача или работен ангажман се состоеше во тоа да помагаат на инвалидизирани лица во текот на едно претпладне, да им помагаат во нивните домашни обврски и тоа се покажа како одличен проект. Месечниот надоместок за секој од лицата беше 6200 денари. Сега ги очекуваме новиот повик, значи и ќе видиме кои се условите и колку од лицата ќе бидат ангажирани. Националниот координатор на програмата Снежана Дамјановска Мирчевска најави дека очекуваат до средината на април сите општини да ги испратат проектите за веќе во мај програмата Општинско корисна работа да продолжи да се реализира. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор подружница Кочани ќе гради стамбена зграда со 43 стана за лица во социјален ризик. Проектната документација за објектот е изготвена, а се работи и на проектот на владата за изградба на индивидуални куќи за социјалните случаи. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор подружница Кочани ќе гради стамбена зграда со 43 стана наменета за социјални случаи. Е предвидена изградба, почеток на изградба на стамбен објект со вкупно 43 стамбени единици кои што се наоѓа веднаш до постојниот објект, значи тоа е втора фаза на објектот на така наречено местност викана Драчевик, односно на улица Ѓорче Петров. Сакам да информирам дека веќе постапката е отпочната, јавната набавка е во тек за избор на
на изведувач, односно градител, со што де јуре е веќе отпочнати изградбата на објектот, а очекуваме наскоро да започнат и активностите на терен. Започна со реализација и проектот на владата за изградба на индивидуални куќи, наменети за социјални случаи. По тоа ќе бидат доделувани на лица во социјален ризик, кои што немаат собствен имот, а ние како подружница веќе обезбедивме во 3 града, значи во Кочани, во Виница и во Делчево, по 5 вакви куќи, со соработка со локалните самоуправи, кои што ни дадоа слободни локации на државно земјиште, согласно ДУП, кои што може да се градат вакви објекти, и веќе е во фаза проектирање, значи, односно изработка на проектна документација за овие објекти, пошто ќе следи постапката понатаму и распишување на тендер за изградба. Освен стамбени единици за социјалните загрозени лица, ова акционерско друштво планира изградба и на 2 комерцијални објекта. Сепак повеќето вакви станови се градат во Скопје, бидејќи интересот на граѓаните е поголем. Со поставување на атмосферска канализација на улицата Тодосије Паунов во центарот на Кочани, видни се оштетувањата на улицата кои чекаат на санација. Улицата е една од најфреквентните во градот заради што чисти се поплаките на возачите кои прашуваат до кога ќе трпат оштетување на возилата. Градоначалникот на Кочани најавува реконструкција на оваа и на други градски улици. Со поставувањето на атмосферската канализација долж улицата Тодосије Паунов во централното градско подрачје на Кочани останаа деформитетите и земјени засеци на асфалтот кои предизвикуваат реакции кај граѓаните, особено возачите кои секојдневно поминуваат по оваа главна сообраќајна артерија. Тие прашуваат до кога ќе се чека на санирање на дупките кои им создаваат проблеми при управувањето со возилата и предизвикуваат штети на истите. Градоначалникот Димитровски деновиве искоментира дека проектот за уредување на оваа и други улици во градот е во фаза на реализација и се одвива според планираната динамика. Меѓутоа, многу нешто зависат и од временските услови кои зимава не им беа наклонети на градежниците. Општина Кочани има еден од поголемите проекти во последните години во делот на одвојување на фекалната од атмосферската канализација со изградба на комплетна атмосферска канализација на неколку пунктови во градот за кои што зборувавме и порано, и најосетлив е пунктот на улицата Тодосије Паунов, од мостот кај стариот воен одсек, старата зграда на Управа за јавни приходи, па до училиштето Марина Попиванова. Работите градежни во делот на поставувањето на колекторот се завршени, меѓутоа се завршени во период кога не е можно асфалтирање, кога асфалтните бази се затворени во зимскиот период, и еден дел од тоа е асфалтирано, меѓутоа неквалитетно е завршена работата. Стручњаците велат дека во услови на ниски ноќни температури и чести обилни врнежи од дожд нелогично да се поставува асфалт, кој може да претрпи сериозни оштетувања. Затоа тоа апелираше до сите граѓани да бидат трпеливи и да почекаат, бидејќи за 2 недели се очекува да започне поставувањето асфалт на најфреквентната улица. Очекуваме во најскоро време, за 2 седмици најмногу, да изведувачот, така имаме разговори со него, да изведувачот си ги заврши работите, најпрвин да го санира она што е лошо пополнето со асфалт, значи да се симне тој асфалт, да се изгребе и оние површини кои што не се асфалтирани да се асфалтираат. Тоа истото важи и за улицата Димитар Влахов, тоа истото важи и за улицата Страшо Ербапче, односно за сите делови од градот. Од општината вела дека при реализација на вакви крупни и стратешки проекти кои решаваат значаен проблем за идните генерации, каков што е атмосферската канализација, пореметувањето на режимот на сообраќајот и раскопаните улици се нормална работа и треба време сето тоа да се реши на најдобар начин. Јавното здравство во општините од крајниот исток во недостиг од специјалисти педијатри. Здравствениот дом во Пехчево веќе година и пол нема педијатар кој ќе го води тимот од превентивната здравствена заштита за систематски прегледи и вакцинација на децата.
Година и пол јавното здравство во Пехчево работи без педијатар. Превентивниот тим за систематски прегледи и вакцинација го нема потребниот специјалист за да ги прегледува дечињата од Пехчево, откако единствениот доктор-педијатар од оваа општина, доктор Нада Симовска, замина во пензија. Работата на педијатар во јавното здравство е и повеќе од потребна. Неговото значење најмногу го имаат почувствувано родителите на малите деца кои немаат каде да ги однесат своите деца на преглед. По заминувањето во пензија на докторката педијатар, кој го водеше превентивниот тим, систематски прегледи и вакцинации во здравствениот дом Пехчево, на подрачјето што го покрива здравствениот дом, но по незиното заминување се јави потреба објективна си постои веќе и затоа ние распишавме конкурс и од докторите од итната медицинска помош испративме докторка на специјализација по вонболничка педијатрија за работа во здравствен дом. Решение за недостатокот од педијатар во Пехчево е новата специјализација која е во тек веќе неколку месеци. А во меѓувреме, јавната здравствена установа од Пехчево недостатокот од доктор во превентивната заштита на децата го надополнува со доктор од итната медицинска служба. Овој период, додека да се врати докторката и кога докторкава замина во пензија, се снаоѓаме со докторите од итната медицинска помош, кои беа и тие во недостаток, али сега имаме веќе 5 тима од наредниот месец, така да еден доктор ќе биде посебно назначен за да ги води систематските прегледи и вакцинациите во тој оддел. И јавното здравство во Делчево една година работи без доктор-педијатар. Во Берово, докторот педијатар истовремено е и менаџер на здравствената установа. Според познавачите на оваа проблематика, грешката е направена уште во самата реорганизација на здравството, затоа што специјалисти педијатри работат како концесионери во приватни ординации со пациенти од сите возрасти. Штипјани секојдневно изфрлаат по околу 250 метри кубни цврст отпад од домовите. Транспортирањето на градскиот смет е обврска на јавното предпријатие ИСЕР, кое располага со десетина специјални возила. Но главен проблем во изфрлањето на комуналниот отпад се непристапните улици и паркираните возила близу контењерите. Сличен проблем во пристапот кон објектите има и противпожарната единица. Секојдневно од домакинствата во Штип се изнесуваат над 250 тони цврст комунален отпад. Во акцијата на чистење на градот се вклучени во просек по 10 возила со 20 вработени. Но нивната ефикасност најчесто зависи од тоа колку одредени улици се пристапни, односно дали специјалните возила можат да дојдат до секој двор и стамбен објект. Нашите контейнери поготово се блокирани од возила, дали пред нив и околу нив, така да немаме можност за нивно редовно собирање. Значи, со зголемувањето на бројот на моторните возила, а исто така и со зголемувањето на бројот на контейнерите во нашиот град, ние секојдневно се соочуваме со тој проблем. Ова е голем проблем за вработените кои поради инертниот однос на несовесните граѓани се принудени сметот да го изнесуваат на раце. Секој ден тука има коли непропасно паркирани и не може да вземе ѓуброто од колите само. Мора со раци да се зема ѓуброто. Во едни вакви услови се поставува прашањето зошто е ваква состојбата. А за тоа влијание има секако и наплата на паркинг што е во нашата општина, па возачите бараат места каде што не можат да платат паркинг, каде што не плаќаат, а исто така ги блокираат и нашите улици, каде што треба да го сврламе сметот. Со слични можеби поголеми проблеми се соочуваат и пожарникарите од Штипската противпожарна единица. А ние минеме со поголеми камиони и не можеме никако да дојдеме на лице место брзо и да ја завршиме ефикасно нашата работа. Да кажеме музичка школа, Старконак, и да кажеме и Саро, да кажеме било која работна организација, мислам било кое место што е повисоко од центарот на градот, значи ние се соочуваме со огромни проблеми. Поради ова до граѓаните се апелира на поголема дисциплина при изборот на паркиралишта. Ги замолувам, значи да прават кои ќе паркират возилата да мислат дека нема тука да минат велосипеди или пешаци, значи тука мора да замине и поголемо возило што треба да занесака на работа, да речеме кој има некоја катастрофа.
И исарци и пожарникарите очекуваат поголема ажурност од страна на надлежните комунални сообраќајни служби, кои треба да преземат мерки за елиминирање на ваквите пречки. Министерството за труд и социјална политика објави јавен повик за обука кај познат работодавач. Преку оваа обука, 1 невработени лица ќе имаат можност да добијат работа. Просечниот месечен надомест ќе биде сума од 6200 денари во период од 3 месеци. 1000 невработени лица ќе имаат можност преку обука кај познат работодавач да бидат вработени. Невработените лица и приватните компании од утре ќе можат да се пријавуваат на јавниот повик на Министерството за труд и социјална политика и на Агенцијата за вработување за новата мерка обука кај познат работодавач. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов истакна дека обуката ќе се реализира во реални работни услови на работните места кај приватните компании кои што ќе аплицираат за искористувањето на оваа мерка, при што невработените лица ќе имаат можност за обука на работното место во период од 3 месеци, за што ќе добиваат по 6200 денари месечно. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски изјави дека оваа мерка во текот на изминатите години дала многу добри резултати. Преку оваа мерка досега вкупно се склучени 7046 договори за обука, а обезбедени се над 22,5 милиони денари од ИПА програмата. Голем број посетители традиционално се искачуваат на Исарот во Штип на празникот Свети 40 маченици. Денови во овој локалитет се расчистува и уредува, надлежните апелираат посетителите на Исарот да внимаваат на хигиената кога в недела ќе посетат тврдината Исар. По повод одбележувањето на 40, денот на пролетта, општина Штип организира повеќе настани и најавува богата програма, меѓу кои е традиционалното искачување на Исарот. Од комуналната инспекција при општина Штип апелираат за поголема совесност од страна на граѓаните за време на искачувањето на Исарот. По повод празникот, штипскиот празник 40, кога сите граѓани на општина Штип одат на Исарот, упатуваме апел од општина Штип и од комунална инспекција дека граѓаните треба да бидат совесни и да не го фрлаат отпадот на Исарот. Сите отпадоци да ги фрлат во корпите за отпадоци, со тоа не само што ќе помогнат на јавното претпријатие Исар, исто така ќе помогнат и на самите себе да имат почиста животна околина. Во расчистувањето на овој дел од градот се вклучени и екипите на јавното претпријатие Исар. Значи ние како јавно претпријатие не само сега, туку редовно го чистиме појасот овде од домот на младите па горе до Исарот. Веќе имаме наши екипи на јавна чистота и паркови зеленило го средуваат овој простор, бидејќи знаете традиционално на денот на пролета штипини се собираат горе на Исарот и го обележуваат овој ден на традиционален начин долги години, така да и ние како јавно претпријатие се вклучивме и оваа година како и сите минати години на средување на овој дел, така да кога ќе дојдат нашите граѓани да може да се чувствуваат пријатно. Традиционалниот начин на кој во Штип се одбележува 40 е на листата на нематеријално богатство на УНЕСКО. Од настаните кои се предвидени за одбележување на овој ден ги издвојуваме: свеченото отворање на реконструираниот дом на млади Штип, манифестацијата на културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот и конкурсот на тема Фотографијата говори за мојот Штип, чија изложба ќе се одржи во понеделник во Националната установа библиотека Гоце Делчев Штип. Седумстотини и 80 пазарни контроли од Државниот пазарен инспекторат се издадени во повеќе градови во Македонија. Неголемиот дел од контролите биле извршени според Законот за трговија, угостителска дејност и метрологија. Државниот пазарен инспекторат во текот на минатата недела извршил 780 надзорни контроли според Законот за трговија, угостителска дејност, метрологија, занаечиска дејност, заштита од пушење, заштита на потрошувачите, за акцизи, туристичка дејност, како и за безбедност на производи.
Во Штип инспекторите издале 2 платни налози по Законот за метрологија во износ од 5000 евра, 2 платни налози за Законот за заштита на потрошувачите во износ од 1500 евра, 1 платен налог по Законот за инспекцијски надзор во износ од 1500 евра и 1 платен налог по Законот за трговија во износ од 3400 евра. Најголемиот дел од контролите биле според Законот за трговија, кај 378 субјекти, кај 90 според Законот за угостителска дејност и според Законот за метрологија, кај 39 субјекти. Контролите се извршени во Штип, Струмица, Куманово, Битола, Струга и Тетово. Традиционално општина Пробишти почетокот на пролетта го слави со манифестацијата Зелникот на баба. Со познатиот лесновски зелник, утре пробиштипјани ќе ги пречекаат гостите и учесниците кои доаѓаат од цела држава. Освен вкусна храна, утрешниот настан во Пробиштип е пропратен со богата културно-уметничка програма, а собраните средства имаат хуманитарна намена. Во Пехчево одржана промоција на збирката Црвената боја на љубовта, авторско дело на писателката Габриела Костадинова, на која ова и е второ дело. Меѓу рецензентите на збирката е и познатиот македонски писател Горијан Петрески. Поетската збирка Црвената боја на љубовта ја виде светлината на денот. Авторот Габриела Костадинова имаше две причини да слави. Првата 45-тиот роден ден, а втората излегувањето на незиното второ дело. Одлично организираната промоција во Пехчево изнуди многу емоции и понекоја солза. Промоцијата протече така како што очекував. Инспирацијата е љубовта, љубовта е вечна и кога човек е влюбен и кога се чувствува занесен и од емоциите што ги доживува, верувајте дека секогаш има инспирација за пишување. Рецензентите на збирката, меѓу кои и познатиот македонски писател Горијан Петрески, беа воодушевени не само од промоцијата, туку и од начинот на кој што таа се случи во Пехчево. Убаво е сето ова да се доживее што денес ми се случи во Пехчево, во ова живописно место, а поводот е прекрасната книга на Габриела Костадинова, книга која навистина ми остави извонреден впечаток, доживеано, напишано со мерка, со силни чувства, онакви какви што бара секоја поезија. Верувам дека вакви убави средби имаме уште многу. Таа е автор, читател и ја работи најблагодарната и понекогаш помалку неблагодарна професија библиотекар. Инаку првата поетска книга на Габриела Костадинова излезе од печат во далечната 1998 година под наслов Записи на болката, за да по 16 години излезе и втората книга со наслов Црвената боја на љубовта, која целосно е посветена на синот Душко. Она што Габриела го најави како трето нејзино дело е продолжение на новелата Сага за Полина. Во книгата има една новела, Сага за Полина. Мојот рецензент Горијан Петрески на времето ми рече не ја објавувај, направи ја роман. Но ете, јас не го послушав, ја објавив, но тоа не значи дека третата моја книга нема да биде продолжение за Сага за Полина, да биде преточена како роман. Габриела Костадинова во моментот работи како директор на матичната библиотека Кочо Рацин во Пехчево, која е една од најстарите библиотеки во овој дел од Македонија. Заврши дневникот на Канал Плюс. Следува временска прогноза. Имајте пријатна вечер со нашата програма.